Концерт одржа квартетот Тромбони во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за камерен состав при Македонската филхармонија, а концертот е дел од проект подржан од Министерството за култура во соработка со Кочанскиот културен центар. Квартетот Тромбони на Македонската филхармонија е формиран во 2016 година, во кој членуваат Димче Белчовски, Бранко Илиевски и Никола Ристевски на тромбон и Александар Ниник на туба. Нивната долгогодишна соработка со Македонската филхармонија е преточена во камерен состав кој има за цел концертна промоција и унапредување на музичко-сценската дејност низ државата и надвор од неа. Вечерва имаме една специјална програма, нажалост со скратена програма ради ковид мерките, меѓутоа имаме една така, како да речам, америчка програма, Северна и Јужна Америка, од континентите имаме некои бразилски танци, кои што ги свириме на почетокот, после ќе се префрлиме малце во Северна Америка, ќе свириме дел од америчката литература, па ќе свириме некои интересни композиции, како Feeling Good, Can't Help Falling in Love од Елвис Пресли, од Майкл Бакли, за на крај да завршиме повторно се свириме и да свириме една мексиканска композиција која што е позната на сите, односно се работи за Бесаме мучо. Така една полесна програма во тешко време. Составот го формиравме, како да кажам, спонтано дојде соработката, бидејќи веќе подолго време соработуваме во Македонската филхармонија, значи ние сме група тромбон или лоу брас група во Македонската филхармонија и така спонтано составот на наша иницијатива решиме да направиме еден камерен состав, кој што сепак има една друга задача, нели оркестарската е така малку покомплексна оркестрација и тешко може да се презентира во другите градови, да речеме да се децентрализира музиката. Така да за тоа се одлучиме еден камерен состав со кој што ќе може да се представуваме мобилно да одиме по другите градови низ државата и да ја децентрализираме музиката, кој што знаеме дека фали во малите градови, фали концентрација на класична, меѓутоа и посовремена музика, така да меѓутоа одиме, значи имаме сега во декември, изминатиот декември гостувавме во Софија, на покана на амбасадорот, бевме на Косово Брас фестивал во Приштина, исто така во декември. Лани и преклани бевме два пати во Њујорк, во културниот центар, така да сме доста активни. Сега оваа година малце така со потежните услови, меѓутоа се трудиме колку што можеме да доближиме музиката до секој граѓанин. Генерално, рече Белчовски, намален е интересот од страна на младите за изучување на сите инструменти. Меѓутоа, во однос на овие два инструменти, тромбон и туба, сепак засега добро стојат со кадровски потенцијал, така што вршат презентација пред младите за промоција на овие инструменти и на тој начин се трудат да ги пренесат на идните генерации. Одржувањето на концертот се должи и на одличната соработка на квартетот со Центарот за култура во Кочани, каде што имаат гостувано и претходно. Помеѓу изведбата на композициите, Бранко Илиевски, член на квартетот, го представуваше составот пред публиката и самите инструменти, а го презентираше и репертоарот со кој се представуваат и потеклото на композициите. При одржувањето на концертот беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19, мерење температура на влезот на центарот, дезинфекција на раце и носење маски, како и држање растојание од 2 метри. По завршувањето во Кочани, квартетот Тромбони со истиот репертоар се представи и во Берово.